Започнуваме со најновото издание на регионалните вести. Се почесто е насилството кај децата. Најчесто е резултат на домашните расправи, но и поради видеоигрите во кои често има насилство. Агресијата и насилството кај децата зема се поголем замав, констатираат психолозите. Ваквото однесување најчесто е резултат на расправиите физичкото насилство меѓу нивните родители, но и се почестите видеоигри кои ги користат децата, за на крај да резултира со нивно самоповредување или физичко и вербално насилство кон нивните врсници. Значи, многу порано децата покажуваат агресивност, меѓутоа ние не ја приметуваме, дури ја забележуваме во училиштето кога ќе дојде, затоа што некој тоа го следи. А пред училиштето се сметаме дека е тоа детска игра. Никако да приметиме, да забележиме дека тоа е агресивна игра, каде што детето ја искажува својата агресивност, меѓутоа многу малку сме обучени како родители, мајки, татковци, дека не е тоа добра игра за детето, полна со агресија. Треба си го поставиме прашањето од каде таа агресија кај детето. Најдобра превенција е децата отворено да зборуваат за насилството кое го гледаат дома, но и да ги пријавуваат насилниците. Тоа многу ретко се случува, а голем проблем е и немањето на доволно кадар во самите училишта. Класичен пример е средното стручно земјоделско училиште Мошап Јаде во Тетово, каде има 800 ученици, а само еден психолог. Така остава впечаток во последниот период е потребата на учениците се повеќе да зборуваат и да бидат сослушани од некого. Не е тоа лесно, значи да стекнат довербата во некој, да може да почнат да зборуваат за тоа, но се трудиме и многу работиме на тоа. Најнапред во училиштето конкретно се превземаат такви мерки што при доаѓањето на нови генерации ги известуваме и ги информираме, значи зборувам за учениците во прва година, слободно и секогаш кој ќе се соочат со нешто такво, да дојдат и да го пријават кај психологот, кај стручните служби, кај самите наставници. Агресијата може да се спречи со поголема едукација и повеќе работилници, каде отворено како родителите, така и децата ќе зборуваат на оваа тема. Од движењето антикоцкање реагираат на вчерашната одлука на собранието да се издвојат 6,5 милиони евра државни пари за купување на нови 1500 апарати за коцкање. Наместо да го ограничи бројот на обложувалници и казина, државата со народни пари купува нови 1500 апарати за коцкање. Реагираат од движењето антикоцкање по вчерашното гласање во собранието да се одвојат 6,5 милиони евра за машини наменети за објектите каде се приредуваат игри на среќа. Новите апарати ќе го зголемат хаосот со порокот коцкање, каде во секој град во државата станува масовна појава. Значи ова е еден нож позади леѓа на движењето антикоцкање и на народот. Ова е најлошото што може да се случи и најсрамното што може да се случи во ова држава. Парламентот да гласа за нови 1500 апарати за да се може да се споделат на сите казина и спортски обложувалници. Велат дека власта намерно ја долговлекува постапката за донесување на предлог законот за игри на среќа, кој предвидува сите обложувалници и казина да бидат оддалечени најмалку 3 километри од населените места. Законот е спреман, али некој го држи тоа под фјока. Од 3 километра нема обставување едноставно. Тоа законот е спреман на 3 километра да бидат од последна куќа на сите градови. Али кој е тоа? Значи едноставно сега се знае дека е властот тој што го спречува ова ситуација, овој хаос што ни го ствара. Од антикоцкање најавуваат големи протести поради долговлекувањето на постапката за донесување на нов предлог закон за игри на среќа, но и трошење на народни пари за апарати за коцкање. Иселеници од Вратница кои живеат во Соединетите Американски држави донираа музички инструменти за учениците од основното училиште во Вратница. Основното училиште Симче Настовски од Вратница деновиве доби пратка од 22 музички инструменти, 6 виолини, 4 труби, 5 кларинети, 2 саксофони, 4 флејти и 1 барабан. Инструментите се донација од иселениците од Вратница кои живеат во Соединетите Американски држави. Пратката е вредна $12,000. Нашата првична цел
е учениците да се запознаат со овие музички инструменти, да имаат можност да бидат дел од музичката култура, односно учениците од двете националности да научат да уживаат во музиката и всушност со тоа ги унапредуваме меѓуетничките односи. Понатамошна цел е да се организира летен музички камп со намера да се запознаат учениците и младите од општина Јегуновце со музиката. Сепак главна идеја е да се формира исторена музичка паралелка во нашето училиште од страна на Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец. Најзаслужен оваа донација да ја добие училиштето од Вратница е Душан Синадиновски, кој долго време живее и работи во Соединетите Американски држави и важи за еден од најголемите донатори за Вратница. Освен Синадиновски, во акцијата за набавка на музичките инструменти биле вклучени и Борче Силјановски и Коце Михајлович од Детройт, како и американецот Джеф Кембел од добротворната организација Hungry for Music. Иницијатива за да се реализира оваа идеја презеде поранешниот директор на ова училиште, господинот Бошко Стојчевски, кој што побара од диаспората да ни помогне. Соработката се оствари со господинот Душан Синадиновски од Детройт, со кого го осмисливме и го организиравме начинот на прибирање на музичките инструменти. Понатаму, побаравме до добротворната организација Hungry for Music и тие секако позитивно ни одговорија. А движењето на пратката за да стигне безбедно кај нас, беше организирано од страна на добротворниот клуб од Вратница, односно повторно од господинот Душан Синадиновски од Македонската православна црква од Детройт, како и од Света Богородица, како и од Борче Силјановски и Коце Михајлович од црква Света Петка од Детройт и од американецот Джеф Кембел. Соработката на Вратница и на училиштето Симче Настовски со нашите иселеници во САД има долга традиција. Со една таква голема донација пред 2 години во училиштето е изграден детски забавен парк, кој е подарок од бизнисменот Мирослав Гавриловски, иселеник од Вратница во Соединетите Американски држави. Оваа година за одржување на зеленило и подигнување нови зелени површини во Гостивар и низ селата, надлежното јавно предпријатие ќе издвои 15 милиони денари. Во градскиот парк ќе се засадат 150 нови садници. Нови садници и цветен расад, реконструкција на дел од градскиот парк, подигнување на нови зелени површини во селата, хортикултурно уредување во дворовите на училиштата. Ова се дел од активностите предвидени во програмата за работа на јавното предпријатие за паркинзи и зеленило во Гостивар за 2020 година. Вкупниот буџет за зеленило изнесува 15 милиони денари, од кои околу 4,8 се планирани за набавка на дрвца, цветен расад, украсни грмушки и трева и слично. Останатите средства се за тековно одржување и плати на вработените. Ова година предпријатието има предвидено 15 милиони денари на буџет на предпријатието. Тоа значи дека имаме зголемување на 36% од минатата година. Имаме предвидено ова година да инвестираме во градскиот парк кај во болницата. Тука ќе биде реновирање комплет на градскиот парк. Исто така бараме нови зелени површини во градот, кај што можеме да инвестираме. Лани во големиот градски парк предпријатието отстрани 7 стари ризични дрвја. Пред почетокот на зимската сезона беа засадени 32, а од напролет ќе се засадуваат уште 150 садници, и тоа на јавор, смрека, липа и див костен. Нови зелени површини се предвидени и низ руралните средини. Почнувајќи од 2019 година имаме инвестирано во рурални средини. Тоа е во село Бадиндола и село Равене. Ова година имаме предвидено скоро во сите рурални средини да направиме по еден нов парк. Кај што има услови и кај што има место, кај што можеме да инвестираме. Гостиварското предпријатие за паркинзи и зеленило покрива површина од над 745.000 метри квадратни.
од кои 403.000 во градот, а останатото во градско зеленило. Случај на семејно насилство, кражба во црква и повредено 5-годишно дете. Слушнете ги деталите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. 20-годишна гостиварка вчера во секторот за внатрешни работи Тетово пријавила дека нејзиниот 21-годишен сопруг и се заканувал и во неколку наврати ја присилувал на сексуални односи со негов другар, кој за тоа му плаќал одреден паричен надоместок. Сопругот и 19-годишникот гостивар, поради сомнение за инволвираност во случајот, лишени се од слобода и задржани во полициската станица Гостивар. Се работи на расчистување на случајот. Исто така, 20-годишната гостиварка пријавила дека над неја и нејзината 37-годишна мајка било извршено семејно насилство од сопругот и 3 други лица од Гостивар, нивни роднини, на возраст од 23, 33 и 61 година, кои набрзо се лишени од слобода и задржани во полициската станица Гостивар. Се преземаат мерки за расчистување и на овој случај. Вчера 63-годишникот Тетовско Радиовце пријавил дека неколку лица извршиле тешка кражба во црквата Свети Атанасија во ова село. Тие насилно влегле во црквата и одзеле парични средства. Извршен е увид и се работи на откривање на сторителите. Вчера било пријавено и дека во село Селце Тетовско, при паркирање на патничко возило во дворот куќа, било повредено 5-годишно дете од страна на неговиот дедо. Детето се здобило со тешки телесни повреди, пошто било пренесено во комплекс клиники Мајка Тереза во Скопје. Извршен бил увид на местото на незгодата од увидна екипа од СВР Тетово. Големите градови во неколку балкански земји беа погодени од опасни нивоа на смог во последните денови. Владата на Србија свика состанок за решавање на проблемот кратко време по загрижувачките нивоа на загадување на воздухот. Слично беше и во главниот град на Хрватска Загреб, како и во главниот град на Босна Сараево. Тешко се дише ван kad izađemo, pogotovo ovi bolesnici sa srčanim smetnjama, plućni bolesnici, Boga mi se osjeti. Nekad čak ne možete izaći hodat, stavite šal, guši i mimo toga. Тихомир Бера, главен доктор на оделот за итни случаи во Сараево, пак вели. I mi smo stalno prisutni u medijima, pa upozoravamo da se što manje kreću po gradu, da uzimaju svoju redovnu terapiju, ako su u mogućnosti da izađu negdje na okolne planine. Зголеменото загадување ги налоди активистите за животна средина во Босна и во Србија, кои велат дека властите прават премногу малку и премногу доцна. Анес Подич од невладината организација Екоакција пак додава. Morate osloboditi one kategorije da ne dolaze na posao poput trudnica, oboljelih na srcu i plućima, morate imati kompenzacije za njihova preduzeća zbog njihovog nedolaženja na posao. Morate imati potpunu zabranju ovih sportskih i kulturnih događaja na otvorenom. Во последниот извештај на програмата на Обединетите нации за животна средина се надведува дека Сараево ги има најголемите концентрации на загадување на воздухот во Европа, додека во просек луѓето кои живеат во Западниот Балкан поради загадувањето на воздухот губат до над 1 година од животот. Високите концентрации на токсични честитки на воздухот се типични за време на зимата во балканските земји, кои во голема мерка зависат од електраните што работат на јаглен и каде што луѓето возат стари автомобили и користат дрва и јаглен за грејење. Во последниве неколку дена временските услови без ветер и густата мага го влошија проблемот. Експертите предупредуваат дека овие и други непогодности во животната средина може дури да ги стопираат напорите на Србија и на другите балкански држави за влез во Европската унија. Со временската прогноза ги завршуваме и овие регионални вести. Пријатно!